Македонското женско лоби како носител, а Женскиот форум организатор на работилницата на тема јакнење на жените и поддршка на родовите перспективи на локалните избори 2013 година, која вчера се одржа во Тетово. Каде е местото на македонската жена во изборниот процес и во кандидатурите кои што еве сега се подготвуваат? Македонската жена во рамки на тоа како, ако ја поврзаме со локални избори, можеме да кажеме дека бројот на советниците е задоволителен, но проблемот кој што го имаме е со бројот на жени градоначалници. Во моментот Македонија не има ниту една избрана жена градоначалник. А како по утрото се познава денот, ние тој број можеме да го зголемиме, но не драстично, со оглед на тоа дека во моментот имаме само 3 жени кандидатки. Пред локалните избори сме очекуватели конечно да се подигне свеста кај жените и да се вклучат поактивно во политиката? Па, секоја жена би требало да цени дали може да го даде својот придонес во политиката и колку може да придонесе. Колку македонската жена е вистински способна да ги остави домашните работи и да заборави на она што е нејзино секојдневие и да се посвети на политиката? Има ли тука пречки од машката популација? Па да ви кажам, традицијата би требало да се менува, затоа што работата во домот е заедничка работа и во принцип би требало да се дели. Ако не се дели, тогаш да се распоредува на тој кој што ќе ја извршува. Или пак да се искористат можностите од ангажирање на луѓе, професионалци, кои што ќе ве заменат на место каде што повеќе луѓе може да ве заменат, а во политиката многу малку може да ве заменат. Македонско женско лоби го представувате, меѓутоа какви се искуствата во светот? Колку жените таму успеваат да бидат вистински вклучени и ангажирани во политиката? Па во зависно во која земја. Од обкружувањето? Од обкружувањето, па генерално во обкружувањето ние и не стоиме така лошо. Значи сме едни од лидерите во регионот, освен овој мал проблем што еве сега ви го кажав, дека ние сме можеби единствената земја во Европа која што нема избрана жена градоначалник. Организатор сте нова предавање, нова работилница, кој се учествува и како планирате натаму да ги анимирате жените? Знаете, со нашето организирање јас сум многу задоволна затоа што гледам дека жените покажуваат интерес да дојдат, значи ги интересира политичкиот живот. Не е вистина дека тие се на страна. Значи ако ги повикаш, значи тие се спремни да дојдат и да учествуваат на нашите состаноци, дебатирања. Значи, но работата е што тие очекуваат од нас. Ние сакаме иницијативи од нивна страна, значи они сами да се сетат, да не повикаат и ние сме спремни зашто да не секогаш да им излеземе во пресред и да организираме вакви средби, па да повикаме и разни стручњаци кои во зависност од тоа што ги интересира. Кој се учествува на вечерашната дебата? Па на вечерашната дебата ние ги повикавме сите жени од политичките партии и од започнувајќи од СДС, ВМРО, ДУИ, ДПА, после малите партии, значи сите се повикани и се тие кои што покажа интерес се дојдени. А истовремено тука се учествуваат и гостинки од арапските земји кои што ги интересира како ние се организираме. Значи како жената во Тетовскиот регион успева, значи да се организира за политичкиот живот, значи за учеството на жената во политиката. Во овој предизборен период, Македонското женско лоби и Женскиот форум најавуваат уште неколку вакви средби. На нив ќе се обидат да ја подигнат политичката свест на жените од регионов.